Господ преобразен на сиромов на земјата. Чита Александар Станојков. Во старо време, одел Господ по богатите и сиромасите, препраен на стар човек и многу сиромав, да види кој ќе го прибери и подари. Одејќи помало приквечер, влегол во една порта у еден многу богат човек и застанал до трем и му се помолил на домаќинката. Ти се молам, господарче, за името Господо, приберете ме оваа вечер да преноќавам, оти сум јабанчија и малце болен, гладен и жеден као никој нигде. Кога го чула богатата жена старецот дека сакал да му лежи ноќта у неа, за срце беше ја штипнало и го фати за пазу и го истуркало во двор, велејќи му: ти море старче, тебе во село не те пуштаат, ти од попо куќата ја бараш. Не можеш од дворот да просиш, а ми се напикав ти селена со тоа опинчиштата што ти се саде во кал, да ми газиш на миените плочи. Зар за тебе измеќарката и миеше плочите да ми ги газиш? Па што речи да те пуштам у мене да спиеш, да ми ја наполниш куќата со вошки. За тебе спиење во некоја плевна во селото те пели, а не во куќа. Разбра сега или не разбра? Ај, сега да те ги видам плечите, да не ти го пуштам песо од кочина да те исперлюши. Ајде не гледај ме везден, нема да ме купиш. Ајде не фолди се. Джаном ќе си одам, господарче, лели ме неќеш. Туку подари ме една чаша раќија барем, за друго не те сакам. Ајде излегуј, оти ќе те заклучам портата да не те истуркам. На тие зборови што му и рече богаташката, Господ сполај му, ништо не му врати, а ми издивнал од срце и си наведе главата и си излезе од порта надвор. Малце подолу влезе во една друга порта и тамо да пита. Се прибрал до трему и дал вик за да излезит некој човек и да го подарит. Му се јавило едно момче и деда Господ му се помолил да го прибери за таа вечер да преноќава. Едно чуло момчето тој збор од Господ и му рекло: ела ми дедо, ела, влези дома и ќе си вечераме и ќе си лежиме. Благодарам те, момче, благодарам те, му рече Господ. Ти мене што ме декса, Господ Бог тебе да те декса, да имаш до век да пречекуваш и да испраќаш и никогаш стоката да не ти се довршуват. Благодарам, дедо, на твојот благослов. Повели дома да се огреиш, дедо, и да се собоеш, оти ти се кални опинците. Влегол Господ дома и си собул опинците. Зело момчето леено и едно шишенце, да отишло при богаташката што го истера Господ. Ти се молам, стрино, ако не ми даиш еден леен јаглење, да кога ќе купиме и ќе ти го вратиме. Оти ни дојде еден старец, за да го огреам, и шишенцева да ми го наполниш со раќија, да го напијам старецо, да и таа ќе ти ја вратам. Со туѓа пченица сакате да даате за душа? Леп немате вие за вечер, гостин си прибрал да ви лежи дома и да ве наполни со вошки, за да не можете да се истребите, му рекла богатата и му дала јаглење и раќија. Со голема радост си отишло дома детето. Запалило оган, стоплило раќија и му дало на старецу. Повели дедо, напи се раќија и огреј се, да сега ќе си дојди мајка од работа и ќе донеси тлеп и манџа да си вечераме, му рекло момчето многу радосно. Ами, немате брашно за да си месите леп. Што чекаш од мајка ти, бре, момче? Некогаш и ние сме имале, дедо, полни амбари со жито, со брашно, бочови полни со вино и раќија. И сите убајање беше ни дал Господ, дури беше жив татко ми. Арно, ама, ни умре и ни го зеде Господ сполај му. Ете, од тога ни тргна се назад, амбарите етени и празни, бочвите, и тие кај ни стојат празни. Да му е милост на Бога, зар така сакал Господ. Жив е Господ, синко, му рекол Господ. Тој е вреден да наприка и што текло вода пада течи. Имајте надеж на Бога и во вашата куќа да има дар од Бога. И биди верен, оти Господ пак ќе ја наполни куќата. Идејќи мајка му на детето од работа, отрчало до порта и со радост ја кажало за старецот што го прибрало. И таа се израдувала и со радост го пречекала и ставила лебо и манџата што беше го донесла. Зел лебо Господ го благословил, јале и ноќвите не се наполниле, амбарите со жито, бочвите со вино и раќија и сите добрини што имале кога бил жив домаќино.
Го благословил Господ момчето да му ја земи ќерката на таа богаташка што го истера Бога. И сета стока да ја ќердоса таа момче и се стори побогато од која што беше татко му. Си легнаа да спијат и уште во зора станала вдојцата да го скорни стариот да си земи збогомот и ќе си одела на работа. Која го побарила, стариот го немало. Тогај дури сетила оти, тој стар бил Господ, чун ќе видела сичко полно и рамно, во ноќвите леп, во амбарите жито и брашно, во бочвите вино и раќа и во сите полно и рамно му исполни Господ. Бог е судијата. Еден смирува, друг возвишува. Псалм Давидов 75, стих 7.